Аз се викам Тумбовска Ленче. Инвалид съм 100%, без очи. Иначе съм от Солун. Моята майка се вика Маргарита. Татко ми се вика Йордан. Имам сестри. Едните са в Гърция, едни са в България. Имам роднини и в Америка, в Нью-Йорк. Само не ги знам точно дека и како. Друго да ви кажа. Кога мене ме фана гърците, 39-та, иначе работам в организацията от 37-та година, како курир. 39-та ме фана у школата. Само писмото што го носив не можеа да ми го пронајдат, оти јас го изведех. И оди не можеа да ми го најдат. И ми замаа од школото и однесеме, затворијаме. Осудијаме прво да ме бесат. Оти бех малолетна, на 15 годинки немав, тога ме осудија на 105 години затвор. 3 години лежах у затвор. Тепааме, мачијаме. У Солун. Грците ме судија. Како политички. Зашто работев во организацијата на М. Таа е единствена Македонија. И пред втори пат кој ме носија да ме судат, поминаваме покрај мајка ми, покрај куќата во Солун, грците, едната рака врзана со синџир и ногата, другата рака врзана за друг, и мојата рака и неговата со синџир и однесене на суđење. Мојата мајка гледаше низ џаму, ама не смееше да одговоре дума. И тога му осудија на 105 години затвор. 41-та година грците у затворо однесеме во една голема соба. Во неја имаше 4-5 души. 4 на сите 4 ќушини по еден и еден у средината. И фатија да ме питат на грчки. И они на грчки, јас на македонски. Македонка сам. Не можам да бидам јас гркина. И фатија да ме псуват на грчки. Земе тај, во средината бутни ме на тај, од тај на тај. Само како фудбал ме игра. И ми веле тај во средината, да знаеш, веле, ќе те ги извајме очите. Велам, што сакате правејте и јас не знам ништо. Значи, да ме заколят и да ме отепат, јас организација не кажувам. Оти ако кажам, ќе фатат тај и организација ќе се открие. И тај во средината зема извади нож и ми веле, очите ќе ти ги извадам, што сакаш прави. И зема со нож, ми го извртеа левото око, со нож ми го извртеа. И јас сам паднала и сам се изгубила. Након кога се освестих, се најдех у килијата доле, само у килија. Нема други со нас у килија да седат. Секој засебна килија политички. Килијката ми беше 1,5 м на 1,5 м. На 24 сата ни даваа по 100 грама лек. И секој ден са бајле, ручок и вечерки отек. Прво ке не тепат и напком ке ни даа да јајме. Не ти си не јаде. Напком клучарот на затворот што беше. Пред да дојдат германците, тоа биде. Клучарот што беше на затворот, он беше со нас соработник. И ние седехме, ама се знаехме сата политика каква е. И он не пушти. 10 души не пушти. Со една пушка, 1 пиштол и 10 куршума. Пушти не од затворот, да бегаме. Бегаме, кријаме се по селата. Тука, тамо,
додека да статам веза со партизаните, со Нагоче и Кирмичиев, со бригадата. Првата ударна егејска бригада. Цела Грција ше таме. Дури тука како вика това, Драма, Градо, ние тамо беме партизани, Драма, надвор од Драма, тоа се оди од Драма за Неврокоп, тоа е Бугарија. Гоци Делче, како вика се тај град, не знам. Ние там беме се собрали и си чистехме оръжието. И некој не предаде. Шпионите предадеане и ние од тамо, од Драма до Гюмурджина, това Дедиегач, пеш преко планината идем на Дедиегач. Даже у селото Крива, Гоменчко, там одржаваме предаване. Говор. Не предадеа и ние бегаме и по нас го запалија селото. Грците. Одехме, борби водехме. Се тепаме. Грци имаше и грци партизани, ама беа против нас, македонците. Нека да чуе за нас, македонците воопште. У бригадата имаше и грци и ти тера, грците тера да зборваш грчко, не македонски. Излегов партизанка од Солуна града, ходихме по планини, по Балкани, нито мили, нито драги. Ники оиме за Солуна. За Солуна града, тамо ке развиме знамето македонско. У селото Смрдеш, Костурско ето, там кога ме ранија, там се тепаме, фанаме улични борби. Еден за друг. Улични борби се многу тешки. И напком ние дојдеме, нашата бригада дојде 44 година во ноембар месец во Битола преко селото Трново. Многу другари имах, един се викаше Трифон, Флорина го викахме ние. На мене ми е партизанското име Фастък. И ко нашата бригада добија наредба од Битола за Гостивар преко Кичево, Гара Бук, удриме борба со Джемо. На Гара Бук со Джемо удриме борба ние. Лично нашата бригада, првата ударна егејска бригада. Имам и слики, имам и книга, да ви ја покажам книгата да видите. Никоја нема таа книга. Нашата бригада, никоја нема, јас се чувам. Имаше многу снег. Не може да врве. Имаше теснолејка, вохче млечко. Од Кичево за Гостивар, теснолејка. Не може да врве едни рина, па вохчето да врве со оружјето и јас бех онатот и јас бех замрзната. Од тука бех надоле труп. Мене даже сакаа да ми сечат и двете нози до тука, јас не даде. И Војко ми го да упростят, веле не, у Белград. Од Гостивар стигнаме, од Гостивар Скопје, напком дојде наредба егејците што се од егејски дел на Македонија, што нема можете држављанство и пословенци. Да не носат дека било низ Македонија, како интелирани. Дури имаше и во Гаково, Бела црква, наши македонци. И нас не дигнаа во Дебар. И тоа прво мене ме раздвоија со мажу. Јас кога имах големиот син, ме раздвоија
Јас мен ме дигна Тетово, него го дигна од Дебар. И јас од тука, фино, ојдех за Белград. Ојдех лично кај Тито. И Тито ме пита, шо има, како ми, јас му објасних. Ми пита ме, одека ти си ушо си, како ти е вадено окото, то, се му објасних. И си дојдех од Тетово. И така си ојдех кај мажно. И кога дојде заповед за да добиме југословенско државјанство, ние добијаме во Дебар југословенското државјанство. Мојата мајка и мојот татко и сестри и браќа, они беа интегрирани во Крит ради мене. Па што се ги мачили, таа си, они си знаат. Након дојдеа па у Солун и од Солун Бугарито ги префрлија у Бугарија Сливенград, дека не знам. И након си дојдеа, само нека да ви кажам дека се што да нешто. Така ли? Така да немат они компликации. Да, да немат. Оти само заради мене, они страдаа. Брат ми го оставих на 7 годинки, кога идеха да се случајно му однесеа на Бугарија. Брат ми беше војник. Сред наме со одбора со брат ми, ни он не знае, ни јас го знам. И навко мајка ми не викна. И така се видеме. Веле ми ние се сретнаме од двора, мака ние се познаваме. Не. Не, мене ка ме затворија, ни ги интегрираа и мајка ми ја видех дури 50 и не знам која година беше, случајно кога ме пратија да ме лечат у Бугарија, на мене имах добијано жишчен напад. Ке падних, правех што сум правила у борбите и случајно дојдеа мајка ми со македонки, се собрали речени, дојдели од Македонија партизанки, дај доме да ги посетиме. И дојдеа и случајно се сретнаме со мојата мајка. У Софија. Случајно. И дојде таа, мајка ми беше од Софија, јас се познајах, а мојата мајка не беше. Мојата мајка не знаеше, оти јас немах око. Вопште. И велам на таа, која ви е, велам, говорната дојде и кажувам, велам, јас сум таа. Жива сум, не сум умрена. Не сум погинала, жива сум, само да си кажувам, оти немам. И дојде мајка ми фати да кине црното и се фали врз мене. Сестри, доктори, болничари, болни, народ што имаше, сите плачеа. Оти знаате да си умрена. И након ојдеа на амбасадор наш конзул, молија ме, однесеа ме на гробиштата и си го видих гробот и споменикот пише гроб без коски. У Софија. Турија го, нали? Важно, имаше. На татко му кажуват и сам жив, татко ми веле, не кажувајте, не ме лажејте, мојата ќерка е оттепана ошло у затвор. Значи, они не знаат до тога да сум јас жива. Јас у Пазарџик, они го сега прекрстија Пазарџик, не се вика Поликастро, се вика. Имам син од намашмо од првата му жена. Човеко дојде севде да се видиме, не се ни знаехме. И ќерка му дојде од Атина, само погина.
са видени. Значи не се знаехме. А дали бевте вие во овај дел во последните неколку години? Дали бевте во единствено? Јас бех у соло. Само ми беше страх. Значи, да ви кажем, да одам оти, да не ме познаја, укрива и веле, ја е капитан Јален. И чујах у Гуменџа, како кажа, шо бара велева партизанка тука. И јас бегах. Втори пат као идех, не излезех од колото, ми беше страх. Со сестра ми во Бугарија се сретнав, со таа ми сестра шо е во Лариса, сега у Софија, се видех, бех у септембар се видех со сестра ми. Само Не сакате да не одите? многу са мачени, многу са... Не. Но ќе дојде ден, ние нема да оставиме така. Јас сакам лично да идам у Обединетите нации. Јас лично да му кажам на Мицотакис у очи пред сите. Ти си тај шпионо, ти си тај што на мене грците ми вадија очите со нож. Ама треба да знаеш, македонци сме. Македонско име никој пат нема да се забрави. Треба да се знае. Македонци сме родени, македонци ќе умреме. Дури крвта ни е македонска. Јас не можам, како дојде тука министерот, јас му речех. Јас сум македонка, мајка ми е македонка, татко ми е македонец. Дури крвта ми е македонска. Јас и мајне не сакам, ама македонското име не го давам.